второлигашот Дрита од Боговиње ги започна подготовките за пролетниот дел од сезоната и веќе го одигра првиот контролен надпревар против КЕК од Косово. Надпреварот на спортскиот центар во Тетово заврши без победник 2:2. Двете екипи добија по едно полувреме, откако Дрита имаше предност од 2:0 на полувремето, а гостите од Косово со 2 погодоци анулираа оваа предност во вториот дел. Тренерот на Дрита Арди Анимери е задоволен од досегашниот тек на подготовките и трансфер пазарот и се надева дека екипата ќе обезбеди сигурен опстанок во второлигашката конкуренција. Припремите ги почнавме во 4 јануари. Може да кажам пред сите второлигаши, знаеме ситуацијата како ни е во клубот, 10 бодови, задни сме, мислиме дека сме направиле добра екипа, добри трансфери и припремите идат добро, еве, првиот напревар против КЕК денеска 2:2, две екипи по 45 минути ги ставевме, играчите имат уште тешки нозе, зашто тешки идат тренинзиве. Се спремаме у максимум да стигнеме у тоа да не испаднеме од втора лига. Мислим дека нема да испаднеме зашто сме направиле добра екипа. Каков е планот за подготовките? Дали Дрита ќе се подготвува некаде надвор од Тетово и од Боговиње? Имаме план, можеби едно недела дена, можеби Орид ќе ги продолжиме подготовките. Сме кроиле плани и за утакмициве. Еве, веќе во сабота играме против Ренова овде, после одма среда играме против Струга и така натаму. Мислиме дека ќе се подготвиме добро и нема да играчите да не ни се повредуваат. Тоа е најбитната работа. А кажа дека добро се засиливте. За кои играчи станува збор? Па се засиливме со 5 играчи. Го зедовме Дејан Лескаровски од Форино, прволигашки играч што цела своја кариера го играл прва лига. Зедовме Шпентасани исто така од Форино, дете на Шкндија, играл и устранство. Валон Зечири од Тетекс, Куштрин Таири од Форино, Амир Јашар голманот, искусен голман. Мислим дека ќе ни врши работа и тоа е. 5 играчи, можеби и уште еден ќе дојде и тоа ќе биде. Екипата на Дрита есенскиот дел од сезоната во втората македонска фудбалска лига Запад го заврши на последната позиција на табелата со 10 бодови, но со мало заостанување позади конкурентите за опстанок. И сигурно дека ќе престои интересна борба за избегнување на најлошото, а тоа е испаѓање во понизок ранг, односно трета лига.